Фондот на најстарата ликовна колонија во земјава, Струмичката, ќе биде збогатен со 30 нови уметнички дела изработени во повеќе техники. Со строго почитување на владините протоколи и мерки, годинава на колонијата учествуваа само домашни уметници кои твореа на повеќе локации во градот. Работеа во изминатите 10 дена, пренесувајќи ја својата креативност на платната, кои за прв пат ќе бидат изложени на 11 септември. Се работеше во повеќе техники, масло на платно, акрилик, потоа веќе по 28 пат работеше и студиото за современ мозаик, значи имавме двајца мозаичари. Се вкупно се создадува 30 дела, како, например, ние како организатори сме задоволни од делата кои се создадува. Меѓу учесниците годинава беше и Виолета Сандева. Таа го завршуваше своето последно дело во кое доминираше носење маска. Како што кажа, сака да остави белег на време со вирусот COVID-19. Па сликам, ето, ја обележувам таа година со COVID-19. Затоа ставих и маска, да се означи годините. Тука се природа, се е убаво, ама сме тажни. Това е еден немир. Корона кризата, како што велат уметниците на годинешното издание, не ги погоди во поглед на творештвото, но потребата од изложување и непосреден контакт со љубителите на уметноста недостасува. Ликовната уметност е една од самостојните уметности, најиндивидуални уметности, така да нешто посебно таа изолација не погоди нас. За творештвото не му треба некакве отворено, секој може да ствара и да се изолира до некаде, можеби тоа и позитивно би влијаело на нашето творештво. Во изминативе 57 години на Струмичката ликовна колонија учествувале околу 1400 уметници од земјава и странство, а фондот бројат околу 2560 дела. Годинашниве дела ќе бидат изложени традиционално на 11 септември.